Време за дневникот на К1. И во ова информативно издание ви ги пренесуваме најновите настани од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Поднесени повеќе од 1700 барања за надомест за штетите од пролетните мразови. Чествување на Меѓународниот ден на Црвен крст и Црвената полумесечина. Реконструкција на извидничкиот центар Голозинци. Во подрачната единица за земјоделие во општина Неготино се поднесени повеќе од 1700 барања за надомест за штетите од доцните пролетни мразови настанати на 21 и 22 април. Крајниот рок е до 10 мај. Комисиите се веќе на терен и ќе ги посетат сите земјоделски стопанства на чии површини има израмнување на културите. Мартина Митков со деталите. До 10 мај е крајниот рок за поднесување барања за надомест за штетите од доцните пролетни мразови настанати на 21 и 22 април. Доставени се повеќе од 1700 барања до подрачната единица за земјоделие во Неготино, информира раководителот Златко Пенков. Тој паралелно рече дека најголем дел од пријавите се за овошни и лозови насади. Ги замолувам земјоделските производители од општините Неготино и Демиркапија да искористат оваа можност да поднесат барање, а во склоп на самото барање треба да ги достават следните документи, значи документ за идентификација, копија од лична карта, документ со кој што ќе докажат право на собственост или право на користење, а тоа значи фотокопија од имотен лист или фотокопија од договор за закуп. Ги замолувам уште еднаш, бидејќи штетите се огромни, да не чекаат последната ден, да дојдат да поднесат барања. Истовремено со поднесените барања, комисиите за проценка на штети, кои се составени од представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за поттикнување на развој за земјоделието и представници од општина Неготино, ќе ги посетат сите земјоделски стопанства на чии површини има измрзнување на културите. Во тека асфалтирање на дел од обиколницата на општина Демиркапија. Во првата фаза од изградбата на обиколницата е опфатено проширување на трасата, тампонирање, поставување на ивичњаци и асфалтирање на коловозот со ширина од 6 метри и должина од 760 метри. Во тека е асфалтирање во општина Демиркапија на дел од обиколницата на градот. На овој дел, како прва фаза од изградбата на обиколницата, е опфатено проширување на трасата, тампонирање, поставување на ивичници и асфалтирање на коловозот со широчина од 6 метри и должина од 760 метри. Со изградбата ќе се овозможи пренасочување на сообраќајот и побрзо и побезбедно движење на возилата. Исто така во тек се градежните активности на останатиот дел од оваа обиколница. Финансиските средства за изградбата се обезбедени од буџетот на општина Демиркапија. Предлог одлуки за утврдување на приоритетна проект реконструкција на водоводни и канализациони линии во град Велес и воведување водомери со далечинско отчитување. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Велес за 2017 година, како и во областа на локалниот економски развој, се дел од 13 точки на дневен ред кои ќе се разгледуваат на 69-та седница на Советот на општина Велес. Советот на општина Велес во среда на 10 мај ќе ја одржи 69-та седница. По усвојувањето на записникот од 68-та седница, советниците ќе работат по 13 точки на дневен ред.
Првата точка е советнички прашања, а потоа советниците ќе дебатираат за кварталниот извештај за извештајниот период од 1 јануари до 31 март оваа година. Поставена е и предлог одлука за престанок на важност на одлуката за прогласување на почесен граѓанин на општина Велес. Четвртата точка се однесува на утврдување на потреба за донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во катастарска општина Велес, а потоа предлог одлуката за утврдување на приоритет на проект изградба на доводен цевковод за водоснабдување на населено место Отовица. Шеста и седма точка се предлог одлуки за утврдување на приоритет на проект реконструкција на водоводни и канализациони линии во град Велес и воведување водомери со оддалечинско отчитување. Следи предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Велес за 2017 година, како и во областа на локалниот економски развој. Десетата точка се однесува на предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 2017 во локалната библиотека Гоце Делчев, потоа за вработување за 2018 и последните две точки се за вработување во Народниот музеј Велес. Повторно поскапуваат цигарите во државава. Поголемиот дел од палетата цигари веќе се продава со покачена цена. Дали поскапувањето на цигарите ги поколеба пушачите да престанат со пушење или барем да ги намалат? Колешката Ања Василева на оваа тема. Одредени брендови на цигари веќе неколку дена се продаваат по нови цени. Последното поскапување во просек една кутија е зголеми за 5 денари. Оваа промена на цената на чинење е дел од календарот на зголемување на акцизите. Дали последното покачување ќе придонесе за намалување на продажбата или кој е ставот на Велешани? Ке има ли откажување од порокот кој значи и загрозување на сопственото здравје? Кај на терен ги прашуваше Велешани. Тоа е луксус. Вие пушите? 27 пушев, ама 20 и кусур не пушам. Видов на джепот ми смета ги остави и сега ми е и здравјето добро и джебот ми е подобар. Ја не пушам, ама не би требало. По моје треба да се покачат цигарите. Некој ја имам некои пријатели што 200 евра плата зима, 3-4 дарки дава за цигари. Рика не можам без цигари. Како не можеш без цигари? Јас сум пушал 30 години, па еве сега 5 години не пушам. Според календарот на зголемување на акцизите од јуни 2017 година цигарите ќе бидат поскапи за 4 динари. Почнувајќи од оваа година, па наредните 7 години, годишно поскапување на цигарите предизвикано од повисоката акциза ќе изнесува 4 динари по кутија. Собраќајна несреќа се случи вчера околу 9 часот на патниот правец Градско Прилеп, информираат од МВР. Незгодата се случила помеѓу патничко моторно возило Volkswagen Golf со штипски регистарски ознаки, управувано од ИМ 46 години од Берово, и патничко моторно возило Volkswagen Golf со обителски регистарски ознаки, управувано од ИМ 56 години од Битола. Во незгодата ИМ од Берово се здобил со тешки телесни повреди и со возилот на итна медицинска помош бил пренесен во градската болница Прилеп, од каде поради сериозноста на повредите бил препратен во клиничкиот центар Скопје за понатамошно лекување. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица Прилеп. Насекаде во светот меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина е присутен за секого. Оваа година кампањата има за цел да го прошири разбирањето на јавноста за работата на Црвениот крст и Црвената полумесечина преку различен опсег на работи ширум светот и да ги предизвика традиционалните погледи во движењето преку постирање на прашањето дали знаете. Оваа година 8 мај светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Црвениот крст на Република Македонија со општинските организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје се вклучи во глобалната кампања на Меѓународната федерација на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина, која се одвива под мотото на секаде за секого. Еве како општинската организација на Црвениот крст Велес го одбележа овој ден. Општинската организација на Црвениот крст од Велес го чествува Меѓународниот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина.
Преку мотото на секаде за секого се слави силата и достигнувањата на околу 17 милиони волонтери во светот. Кампањата има за цел да го прошири разбирањето на јавноста на работата на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Активностите на Црвениот крст се со широк спектар, на многу полиња се однесуваат. Најпрвен тие се однесуваат во здравствено-превентивната дејност, во хуманитарната дејност, во одговорот при катастрофи, во дисеминацијата, во работата со младите луѓе. По-конкретно, Црвениот крст на Република Македонија исклучително внимание полага на културата на диалог и промоцијата на хуманите вредности. Пред платото на театарот беа поставени штандови за промоција на активностите на Црвениот крст, а беше организирано и мерење на шекер во крвта, мерење на притисок и лекарски совети. Денешната акција има за цел да вршиме превентивно одредување на нивото на шекерот во крвта кај нашите пациенти и превентивно мерење на тензијата, односно на притисокот кај нашите пациенти. Првично резултатите има голем одзив кај пациентите и е тоа доста добро, бидејќи голем дел од нив воопшто никогаш немаат проверено шекер кај своите матични лекари. Најдовме доста пациенти со покачени вредности на шекерот кои во иднина би требало да ги испитуваме. Според доктор Ѓоргиевски, населението во Македонија нема доволно развиена здравствена култура за месечно да ги проверува вредностите на шекер во крвта. Целта на ваквите акции е да се поттикне населението повеќе да се грижи за своето здравје. Реализиран проектот за осовременување на извидничкиот центар Голозенци. Со ова извидничкиот одред Димитар Влахов создава услови кои што ќе помогнат во идниот развој на младите извидници. Валентина Михайловска беше на местото каде се гради извидничкиот центар Голозенци. Да погледнеме. Извидничкиот одред Димитар Влахов го реализираше проектот за осовременување на извидничкиот центар Голозинци, при што се создаде летна училница, се уреди целокупниот потпорен зид и осветлување на целокупниот простор. Истиот е финансиран од Младинскиот национален совет на Македонија, а во рамки на кампањата Мрдни со прст. Проектот е иницијативата всушност е создавање на простор за анимација и обогрување на деца и млади во општина Чашка, значи извидничкиот центар Голозинци, како место каде што младите од општина Чашка и општина Велес се дружат и работат. Со ова овдека извидничкиот одред Димитар Влахов не завршува. Реконструкцијата на извидничкиот центар Голозинци продолжува и понатаму во други проекти. За извидниците реконструкцијата на извидничкиот центар е од особено значење. Создаваат услови кои што ете мене како извидник многу ќе ми помогнат во идниот развој како идна личност, бидејќи овде што туку се направија во завршната фаза од овој проект. Извидничкиот центар Голозинци претходно беше руиниран. Сега има можност за создавање на голем камперски простор, велат од извидничкиот одред Димитар Влахов. Во вторник на 9 мај на сцената на театарот Джинот во Велес со почеток во 20 часот ќе гостува театарот од Куманово со комедијата Бегај еве женати 2, па не баш, работена по мотиви на Реј Куни, а во режија на Коле Ангеловски. Па не баш е типична комедија на ситуации градена врз текстуалната предложка Фатен во мрежа на британскиот мајстор на комедијата Реј Куни. Театар Куманово со комедијата Бегај еве женати 2, па не баш, гостува на сцената на театар Джинот во вторник на 9 мај. Представата е работена по мотиви на Реј Куни, а во режија на Коле Ангеловски. Па не баш е типична комедија на ситуации градена врз текстуалната предложка Caught in the Net на британскиот мајстор на комедијата Реј Куни. Таа представува легитимно продолжение на Бегај еве женати од 2004 година, на играната комедија на кумановската сцена во последните 2 децении. Сценографијата и костимографијата се на Илина Ангеловска, а драматург на представата е Зоран Зафировски. Актерската екипа ја сочинуваат Горан Илич, Владо Дојчиновски, Кети Дончевска Илич, Александра Михајловска, Илија Струменковски и Давид Илич. Билетите за представата се веќе во продажба на билетарницата на театарот Джинот.
Според ВМРО ДПМН, лидерот на СДСМ Зоран Заев со најавите за реизбор на суди сака да ги покрие одстапките на штета на државните и националните интереси кои ја редефинираат Република Македонија. Дарко Костовски на денешната пресконференција рече: СДС еднаш веќе го имаше унакажано и целосно партизирано судството со реизбор на 600 суди кои ги имаа поминато нивните партиски филтри. Судството тогаш го допре дното. Сега Заев сака да го реализира истото сценарио само за да се спаси од одговорност за криминалиите кои што ги правил. Меѓу другото, Костовски рече: целата јавност го виде како бесрамно бара подкуп по 1 евро од квадрат и треба да се уплатат кај вицето. Целата јавност знае за криминалиите во Цареви кули и исплатите кон Струмица газ. Делата против државата и уставното уредување кои тој и криминогеното раководство на СДС во континуитет ги прават не застаруваат, рече Костовски, додавајќи дека СДСМ веќе започна со спроведување на тиранската платформа со тоа што дозволиле албанското знаме да влезе во кабинетот на претседателот на собранието. Во продолжение вести од Македонија. ЗЕЛС го осудува чинот на грозоморното убиство што беше извршено врз градоначалникот на општина Боговиње Хазби Идризи, долгогодишен член на заедницата и активен учесник во незиното јакнење и унапредување. Градоначалниците, општинските советници и сите вработени во локалната власт во земјата се длабоко потресени од овој немил и неочекуван настан, особено што е извршен врз личност со високи морални вредности и голема професионална одговорност. Станува збор за еден од најуспешните градоначалници кој беше целосно посветен на развојот на децентрализацијата на власта и развивањето на демократските процеси во земјава, стои во соопштението од ЗЕЛС. ЗЕЛС упатува искрено жалење за огромната загуба и до неговото семејство и апелира до надлежните органи за поитно утврдување на причините за стореното злосторство. ВМРО ДПМН е денеска преку соопштение го обвини СДСМ и лидерот на партијата Зоран Заев дека молчат и ги поддржуваат провокациите со кои почнува реализирањето на тиранската платформа. СДС молчеше по опостувањето на албанското знаме во кабинетот на претседателот на собранието. Сега СДС молчи на изјавата на Талат Џафери дека ќе го официјализира албанскиот јазик на целата територија, а собранието на Република Македонија ќе биде третиот парламент во регионот каде што седниците ќе се водат на албански јазик. Меѓу другото, од партијата пишуваат: според Охридскиот ранковен договор, пратениците може да се обраќаат на својот мајчин јазик, доколку него го говорат над 20% од населението. Тоа е индивидуално право, но кога се води седница, тоа е чин на позиција на претседател на собрание и во име на институцијата која што ја представува. И затоа единствен службен јазик и официјалниот јазик на целата територија македонскиот јазик. Овој пат цела Македонија станува жртва на антидржавното однесување на Заев и СДС. Стои во соопштението од ВМРО ДПМН. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и утре продолжува со протесниот марш. Традиционално од пред владата на Република Македонија ќе маршираат покако што ја нарекуваат патеката на државноста се до собранието. За време на викендите иницијативата не одржува граѓански маршеви, туку други активности. Во текот на вчерашниот ден, односно 69-тиот ден од почетокот на протестите, беше организирана панел дискусија на тема случувањата во собранието на 27 април. На панел дискусијата говореа Богдан Илиевски од За заедничка Македонија и професорите Иванка Додовска и Александар Даштевски, според кои изборот на Талат Џафери за претседател на собранието е нелегален затоа што се коси со уставот, законот и деловникот. Зачувување на унитарноста на државата, не за двојазичност, отфрлање на тиранската платформа, избори и попис се дел од пораките кои се испраќаат од организаторите од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Граѓаните бараат од институциите да поведат постапка за сите, како што велат кои се обидоа да извршат државен удар и вон сите процедури кршејќи го уставот да бираат претседател на собранието. Од За заедничка Македонија секојдневно ги повикуваат сите граѓани да дојдат во што поголем број и да чекорат по патеката на државноста, бидејќи друга патека и држава немаат.
Исламистите од движењето Боко Харам ослободија 82 ученички од над 200 киднапираните девојчиња во нигерискиот град Чинок во април 2014 година, соопшти владини представници. Девојчињата се ослободени благодарение на преговорите со владата на Нигерија, изјави неименуван владин представник. Повеќе од 20 ученички беа ослободени во октомври минатата година во согласно со договорот за кој посредуваше Меѓународниот комитет на Црвениот крст. Известен број девојчиња успеале да помогнат, некои беа спасени, но пред најновото ослободување се претпоставуваше дека уште 195 ученички се во заробеништво. Во продолжение вести од светот. Граѓаните на Франција денеска гласаат за председател на земјата. Тие ќе бираат помеѓу Емануел Макрон, проевропски лев-центрист, или крајната десничарка Марин Ле Пен, која сака Франција да излезе од Европската унија и да го стопира приливот на мигранти, посебно од муслиманските земји. Председателските избори во Франција ќе ја решат не само иднината на Франција, туку и целиот поредок на Европската унија. Првпат во поновата историја, французите ќе бираат меѓу два председателски кандидати кои не доаѓаат од традиционални системски партии. Со цел да се засили притисокот врз председателот Николас Мадуро, илјадници жени облечени во бело маршираа низ главниот град на Венецуела Каракас. Авторитетот на Мадуро е доведен под знак прашалник поради постојаните протести и немири во кои загинаа поголем број луѓе. Лидерите на опозицијата го предводеа протестот. Пратениците и Лилијан Тинтори, сопругата на затворениот опозицијски лидер Леополд Лопес. Полицијата и војската ги спречи учесниците на протестот да пристигнат до Министерството за внатрешни работи, но не се регистрирани судери и насилства. Антивладините протести траат повеќе од 1 месец, а имаше и судири со безбедносните сили и со приврзаниците на Мадуро. Во судирите загинаа најмалку 36 луѓе. Евакуација на граѓаните почна војската на Канада од источниот дел на земјата поради поплавите што достигнаа максимално ниво. Се очекува нивото на водата да расте, а максимумот да го достигне во понеделник и вторник. Евакуацијата почна во саботата. Во провинцијата Квебек се распоредени околу 400 трупи. Обилниот дожд и снегот што се топи доведе до излевање на реките и предизвика критична ситуација на подрачјето од Отава до Монтреал. Провинцијата Квебек е најпогодена од поплавите, каде над 1500 домови во 121 градови се под вода, а речиси 1000 луѓе се евакуирани. Денеска превладуваше претежно сончево време со умерена облачност и со умерен до засилен северозападен ветер, поизразен дожд по Вардарието. Температурата се движеше во интервал од 15 до 27 степени. Во вечерните часови метеоролозите најавуваат локален пороен дожд и грмежи. Пообилно и ветровито со северен ветер ќе биде во понеделник и вторник, кога под влијание на нов влажен бран врнежи од дожд се очекуваат во поголемиот дел од земјава. Со информацијата за времето го завршуваме ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Имајте убава вечер. Пријатно.